Беше тоа на 12 декември 1933 година, кога Сојузот на аграрните задруги при владата на србите, хрватите и словенците до највисоките форуми испратиле предлог доселеничките долгови на колонизацијскиот фонд да се избришат и со тоа доселениците да се ослободат од давачки. На 12 декември 1942 година судот во Атина изрече смртна пресуда на 6 македонски првоборци: Ристо Андриевски, Живко Кенков, Наум Москов, Стасо Скивински, Наум Журков и Колјо Шекеров. Смртната пресуда била спроведена на 26 декември 1942 година. Беше тоа на 12 декември 1948 година, кога е роден Срđan Керим. Заедно со неговата сестра Сузана, поголемиот дел од детството го поминуваат во Скопје, Истанбул, Минхен и Белград. Дипломира на факултетот за економија при Универзитетот во Белград во 1971 и докторира на тема од интернационална економија во 1982 година. Првата должност на Керим, поврзана со мултилатералната дипломатија, била како советник на председателот на 6-та сесија на Конференцијата на Обединетите нации на тема трговија и развој, одржана во Белград во 1983 година. Од 2000 до 2001 година беше министер за надворешни работи во владата на Република Македонија. Потоа бил назначен за амбасадор и постојан представник на Република Македонија во Обединетите нации во Њујорк. На 24 мај 2007 година тој е избран за председател на 62-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации со мандат од 1 година. Доктор Керим е автор на 11 книги на теми од меѓународната политика, економија и младите, вклучувајќи и една збирка поезија. На 12 декември 1973 година во Битола е роден Петар Милошевски. До доаѓањето во Вардар мина цела една деценија во Пелистер. Со Вардар стигна до куп трофеот, пошто го направи еден од најголемите трансфери во историјата, директно од македонски клуб во странство, потпишувајќи за Трабзонспор. Милошевски беше стандартен македонски репрезентативец. За неговото име останаа запишани 59 меча во националниот тим. Освен за Трабзонспор, играше и во Малатијаспор, Акчабат и кипарски Еносис, пошто ја заврши кариерата и беше поставен како директор на репрезентацијата. На 13 март 2014 година го загуби животот во сообраќајна несреќа на патот Куманово-Кривопаланка. Беше тоа на 12 декември 1983 година, кога во Скопје умре Дарко Дамевски, еден од најистакнатите македонски театарски, филмски и телевизиски актери. Во 1952 година ја заврши државната средна театарска школа во Скопје. Беше член на драмскиот ансамбл на Македонскиот народен театар во Скопје. Во 1964 година Дамевски стана член на драмскиот театар, на чија сцена освори 40 ликови во кои дојде до израз приврзаноста кон театарската уметност. Во историјата на македонскиот филм неговото име е забележано уште во самите почетоци, во Волчја ног, а потоа следуваат уште 30 главни улоги режиси во сите македонски филмови. Ликот на Дарко Дамевски беше присутен и на малиот екран, почнувајќи од првите ТВ драми на ТВ Скопје до речиси сите телевизиски серии и други позначени емисии и проекти. Последните години од животот ги посвети на монодрамата, преку која остваруваше најширок контакт со публиката. Роден е во Прилеп на 12 мај 1932 година. На 12 декември 1992 година во шкотскиот град Единбург, на првиот работен ден на самитот на 12-мината на Европската заедница во Организација на Обединети македонци од Канада, беше одржан македонски протест, чија цел беше да се извојува дефинитивна победа на македонската вистина и Македонија да биде призната како независна држава. Беше тоа на 12 декември 1999 година, кога во Скопје основана Обединетата партија на ромите во Македонија. За председател е избран Неџет Мустафа.
На 12 декември 2008 година почина Лилјана Минова Ѓуркова, истакнат македонист и редовен професор на филолошкиот факултет Блажа Коневски при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Таа е една од најпродуктивните македонски македонисти во областа на македонистиката. Во својот творечки живот објавила над 270 библиографски единици во Македонија, Европа и Соединетите Американски држави во многу научни списанија. Како најсовремени и најквалитетни, нејзини дела се прифатени во универзитетските учебници, синтакса на македонскиот стандарден јазик и стилистика на современиот македонски јазик. Исто така, таа е заслужна и за издавање на учебници за летната школа при Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, учебници по македонски јазик за странци и слично. За афирмацијата на македонскиот јазик во странство, Минова Ѓуркова издала уште 2 книги: Граматика на македонскиот јазик за странци со превод на француски јазик. Беше тоа на 12 декември 2013 година, кога почина Стојан Давчев, сопственик и генерален директор на фирмата Дасто и на телевизијата МТМ. Давчев е истакнат бизнисмен и менеджер кој повеќе од 30 години успешно обстојуваше на територијата на поранешна Југославија, на Балканот, во Европа, Азија, Африка, Соединетите Американски држави и Канада. За својата работа и стручност има добиено многу награди, дипломи, благодарници и на високи професионални признанија. Повеќе години беше председател на надзорниот одбор на Стопанската комора на Македонија, а покрај придонесот за стопанството во земјата, тој беше и голем општественик.